Па на почетокот доста емотивно ги фаќав работите и знаеше пример во одредена паника да изреагирам брзо. После научив дека не треба со емоции да се игра кога е инвестирањето. Значи најголемите грешки не ги имам направено математички, да кажам, или да имам погрешено нешто технички, туку само емотивно. Затоа што ме праша дали во софтвер или во инвестирање, во софтвер има некоја поголема? Па, во софтвер има поголеми грешки. Таму, пример, еднаш имавме сменето пасворд на акаунт на 4000 корисници. И во истиот Како реагира? сите почнаа да пишуваат и беше катастрофално тоа. Колку време требаше да се поправи? Па, доста време, бидејќи немавме бекап на истите податоци, требаше клиентите сами да си ги сменат юзернејмот и пасвордот. Така да тоа ми има останато Тешко на убаво. корисничката поддршка, кој знае какви ревјуа сте имале. Не само на корисничката поддршка, туку и ние моравме да помагаме, бидејќи беше наша грешка.